Во следните минути зборуваме за теми кои директно го допираат нашето секојдневие, имено во ерата на социјални мрежи, информациите се шират побрзо од било кога, но со нив се шират и дезинформациите. Денес не станува збор само за лажни вести, со помош на вештачката интелигенција се креираат и видеа и фотографии кои изгледаат сосема реално. Во време и пак на глобални конфликти, силни информации на интернет, се потешко е да се направи разлика помеѓу вистината и манипулацијата. Колку сме подложни на дезинформации и како да ги препознаеме, на оваа тема разговараме со Филип Стојановски од Фондацијата Метаморфозис, експерт за IT кој долги години се занимава со прашања поврзани со информатичкото општество и медиумите. Господине Стојановски, ви благодарам што прифативте поканата и што ова утро сте заедно овдека со нас, пак ќе продискутираме на една навистина, ке речем, актуелна тема, која пак и можеби посебен акцент па и доби во периодот последен од како се случува она што се случува на глобалната сцена со војната во Блискиот Исток. Ви благодарам уште еднаш што ја прифативте поканата и што утринава сте со нас. Добро утро, благодарам во име на Метаморфозис за тоа што не поканивте. Поздрав до сите гледачи и баш се радувам што ќе може да споделиме дел од оние знаења што ги имаме собрано. Денес се зборува дека војните не се водат само на бојното поле, туку и во информацијскиот простор. Дали практично социјалните мрежи стана новото бојно поле за пропаганда и за дезинформација? Па, накратко, да. Аспектот на пропаганда и дезинформација бил од секогаш присутен во било кој конфликт и е често пред и после и во текот на оружениот конфликт она што овозможува всушност насилство. Затоа е многу важно сите кои што се засегнати од даден проблем да ги добијат точните податоци, а токму целта на оние кои што сакаат да предизвикаат зло е да ги излажат и затоа е исклучително важно да се справиме со дезинформациите. Се почесто се појавуваат и видеа кои што во последниот период ги гледаме, создадени од вештачката интелигенција. Дали доаѓаме до момент кога ќе биде на некој начин многу потешко да се разликува вистината од она што е манипулација? Дали практично ќе дојдеме до момент кога ќе престанеме дури да веруваме на она што го гледаме со сопствените очи? Па, ние веќе сме во еден таков период, бидејќи овие нови алатки на вештачка интелигенција овозможуваат многу брзо и многу, да речеме, ефтино креирање на такви содржини заради кои што претходно биле потребно да се потрошат огромна сума на пари, да се направи лажна слика, фотографија пред 50 години, барало цела лабораторија. Потоа го добивме Фотошоп, секој дома можеше да изманипулира слики, фотографии. Пардон. А денес имаме и такви алатки со кои што може да се направи цртан филм или видео кој што изгледа реално. Затоа за многу луѓе кои што од друга страна па не се запознаени со тие нови можности, е лесно да се измамат со таквиот тип на содржини, иако верувам дека тоа не значи дека тотално ќе се изгуби значењето на вистината и на доказите, бидејќи има постапки со кои што може да се провери дали дадено видео или содржина е реално снимено од вистински настан или пак некој го креирал со некој компјутерски програм. Што е најголемата опасност од ваквите нови технологии? Дали самите лажни содржини или фактот што луѓето почнаа да се сомневаат во она што го гледаат? Па, како да кажам, нашата цивилизација денешна, од чиј што дел е и демократијата и науката, се базираат на тоа, на идејата дека луѓето треба да ја осознаат реалноста и да донесат одлуки врз основа на тоа што е реално точно, почнувајќи од осознавање на природата преку науката и меѓучовечките односи. Она што го имаме сега е дека разни недемократски сили се обидуваат да го релативизираат значењето на вистината. И тоа не е онаа вистина која што би била некоја апсолутна во смислата на постоењето, религијата и слично, туку она што може да се провери
со нашите очи, како што вие како новинар знаете. Постојат новинарски методи со кои што може да се утврди дали нешто е точно или неточно. Токму тоа се обидуваат оние кои што сакаат да воведат автократија, односно да ги поништат сите оние предобивки на денешното живење и да не вратат во некој среден век. Токму тоа се обидуваат да го направат неважно. Затоа е многу важно да се бориме за вистината, да го вратиме тој начин на размислување на не само во институциите, туку и меѓу граѓаните, за да може тие самите да проценат при сите демократски процеси што е добро за нив, а што не е. Веруваме дека на тој начин, како што до сега се покажало низ последните 200-300 години, дека ќе постигнеме подобар квалитет на живот, за разлика од претходниот период кога одлучувањето се базирало на авторитет или на догми. Так. Ке позборуваме околу регулацијата и идните предизвици малку подоле. Во продолжение би сакал да позборуваме за едни наоди од истражувањето кое Фондацијата Метаморфозис го спроведе за ефектот на дезинформациите и странските влијанија врз демократските процеси во Македонија, од каде успеав да увидам едни интересни резултати, па еве и преку слайдови едни кои што ќе ги имаме на видеобимот, ќе им ја појасниме и сликата, предпоставувам, на нашите гледачи преку оно што ќе ни го кажете во врска со вашето истражување, кое што покажува дека огромен дел од граѓаните се информираат од телевизија и социјални мрежи, а токму пак од друга страна социјалните мрежи се сметаат за главен канал за ширење на дезинформации. Што ни кажува овој парадокс, а јас режијата ќе замолам да ни го пушти и првиот слайд. Да, она што го гледаме од нашите истражувања, кои што ги водиме веќе неколку години, при што ги прашуваме граѓаните на кој начин ги примаат информациите и нивните ставови во врска со оваа тема, покажува дека навистина имаме голем пораст на користење на социјалните мрежи, но и пораст на тоа дека луѓето помалку веруваат во оно што би се рекло официјални медиумски содржини, а се повеќе нивното мислење се базира на тоа што го слушаат од своите пријатели, роднини, блиски, и тоа е некој тренд кој што е присутен и во светот. Она што е проблематично во таа ситуација е дека на социјалните мрежи имаме наплив на содржини кои што не се креирани по ниеден новинарски или друг стандард, бидејќи сите оние кои што официјално објавуваат информации би требало да се држат до одредени правила и да почитуваат одреден норматив, ке речеме, ниво на квалитет, да речеме. Така, да. Додека на социјалните мрежи имаме наплив на содржини кои што луѓето ги преземаат некритички, бидејќи и се работи за тоа дека некои од тие луѓе се ставаат во улога на, да речеме, инфлуенсери или луѓе што влијаат на другите преку пренесување на содржини, без да ги изанализираат, без да имаат и способност, например, да проценат дали нешто е точно или неточно, но врз база на своите возбудени емоции пренесуваат одредени содржини. На тој начин се пренесуваат и многу неточни работи или работи, содржини кои што се намерно креирани за да ги измамат луѓето, било од политичка, било од некоја општествена страна или за профит. Ние покрај, да речеме, политичките дезинформации, кои што се присутни кај нас и од домашни и од странски извори, имаме и наплив на, да речеме, дезинформации кои што се базираат на профит, лажни лекови, продажба на разни производи или услуги од типот, не знам, исцелителство до било каква некоја работа на која што би го привлекла вниманието на корисниците на интернет и евентуално би ги навела на постапки кои што потоа би биле штетни за нив. Например, имаме анти-ЕУ дезинформации за тоа како еврото ќе биде заменето со криптовалути и потоа одма следат огласи за криптовалути преку кои што измамници се обидуваат на граѓаните да им навлезат во паричникот. Имено. Ако 65, тоа ќе го видиме преку вториот слайд, проценти од луѓето
знаат дека постојат дезинформации, а голем дел не се сигурни дека истите може да ги препозна. Тоа го покажува истражувањето. Дали сме, тоа значи дека и влезени во ера кога јавноста ќе станува на некој начин и се подранлива? Да, самиот наплив на нови типови на технологии преку кои што се пренесуваат дезинформации, зголемува ранливоста на јавноста, на општеството, на секој од нас, доколку ние не го стекнеме она знаење и вештини што ни се потребни да се спротиставиме на тој предизвик. И токму затоа, ако се остави така ситуацијата, таа би одела се полошо и полошо. Затоа ние повикуваме дека е потребна општествена акција на сите нивоа, за да почне во моментот кога ќе се појави нов предизвик од тип од оваа област, да се применат и контрамерки. Тоа значи не само генерално подигнување на нивото на образование кај нас, со воведување на нови содржини кои што нашите ученици, децата, студентите, младите ќе ги опремат да се соочат со реалниот свет на возрастните и нивните одговорности, туку и мерки за кои што би било потребно да се вклучат и, да речеме, приватниот сектор, државните институции, за да овозможат и на граѓаните кои што се постари, да речеме во работните организации со до обучување или во медиумите преку едукативни содржини, да ги научат оние работи кои што им се потребни за да се снајдат во овој нов свет. Истражувањето покажа и дека значителен дел од луѓето веруваат во различни теории на заговор. Зошто ваквите наративи толку лесно се шират и се прифаќаат? Па, прво, мислам дека кај нас постои традиција на креирање на и верување во теории на заговор, бидејќи тоа е токму показател на она непостоење на критичко размислување. Доколку во образовниот систем се вградат елементи кои што луѓето ќе ги научат да ги преиспитуваат некои ставови кои што ги добиваат од околината, како на пример теориите на заговор се за белите траги на небото дека некој не труе, и многу е лесно таквата теорија да се оспори со логичко размислување. Ако некој плаќа да не труе, како тој самиот не се труе кога го диша истиот воздух. Или уште поважно е дека всушност оние бели траги се резултат на кондензација на водата, бидејќи има разлика во температурата на високонадморско ниво кога лета авионот, да. И се создаваат мали кристалчиња мраз, и тоа е нешто што се учи на многу рана возраст, во првите оделенија на основно образование. Но поврзувањето на тоа што се учи по физика, со она што го гледаме секојдневно, кај многу луѓе, може би заради квалитетот на нивното учење, или заради тоа што може би сега во образовниот систем треба да се согледа дека токму таа лекција по физика е важна за 20 години понатака човекот да не верува во глупости, да се нагласи и аспектот на не само на физика, туку и на психологија и општествено влијание. Тие теории на заговор исто така ги поттикнуваат некои центри на моќ. Например, на Балканот и во Европа е познато дека уште од 19 век, например, рускиот двор има издавано некои публикации со кои што одредени групи се посочувани како непријатели или опасни. Има една книга "Протокол на сионските мудреци" со кој што се поттикнува антисемитизам. Кај нас на Балканот имало некои разни пророци кои што државата на одреден начин ги промовирала со цел да го манипулира јавното мислење на населението. Знаеме тука и потоа содржините на тие пророци во секоја генерација се менуваат. Како се менувал режимот, така она што се известувало за тие работи било менувано според идеологијата на партијата на власт. И затоа кај многу луѓе имаме подложност на такви теории на заговор. И верувам дека е многу интересна тема дека да се историски, но и тековно да се видат сите тие како да кажам проблеми, бидејќи дел од нив се многу буквално смртоносни.
оние што се однесуваат на здравјето, особено поврзани со вакцинацијата, кај нас, за разлика од другиве теории на заговор, се на еден начин стабилни, на слично ниво се прифатени и пред неколку години и сега, и тоа е многу опасно, бидејќи спречува луѓето да дојдат до здравје. Толку околу овие слайдови, малку би зборувале во продолжение околу предизвиците. Вчера се одбележа светскиот ден на борба, односно против цензурата на интернет. Во исто време гледаме ситуации кога држави го ограничуваат интернетот или пак блокираат содржини. Каде е границата меѓу борбата против пропаганда и цензура? Па, тука постојат повеќе аспекти. Ако зборуваме за цензура на интернет, цензурата прво мора да се каже дека во нашиот демократски систем е забраната. Во членот 16 на Уставот јасно се одредува дека не сме да има цензура кај нас и начинот на кој што се дефинира тоа е многу важен. Значи се однесува на неоправдано забранување на одредени содржини без да се почитуваат одредени демократски стандарди. И тоа не значи дека се е дозволено во одредена средина, например, на една платформа или на еден медиум, бидејќи одредени криминални содржини што може да направат штета на луѓето, поред одредени законски прописи, не се дозволени да излезат во јавност. Например, говор на омраза или измами и слично. Но на интернет имаме една ситуација во која што големи платформи, така да речеме, социјални мрежи или софтверски компании кои што контролираат платформи на кои што огромен број на луѓе разменуваат информации секојдневно, имаат прилично голема моќ. И правилата според кои што тие го водат својот бизнис се исклучително важни. Тие правила ги наметнуваат, може да се наметнат на демократски или антидемократски начин. Например, во Русија, Кина и некои земји други кај што има авторитарен систем, имаме отворена забрана или на одредени содржини, например, таму се забранети социјалните, во двете земји се забранети социјални мрежи како Twitter и слично. Само дозволуваат нивни социјални мрежи кои што се под контрола на државата и кои што може да ги шпионираат практично своите граѓани. Додека во демократските системи се воведуваат мерки со кои што се ограничува можноста за злоупотреби. И само доколку е оправдано од тој аспект, тогаш може да се ограничи одредена содржина. Например, на ниво на Европска Унија имаме низа закони кои што се однесуваат на слобода на изразување и на дигитални сервиси кои што треба да ги применат и земјите кандидатки. Тие закони се донесени на транспарентен начин и по демократски пат, со што се воспоставуваат некои механизми со кои што се бара одговорност од оние кои што се како да кажам, посредници во ширењето на информациите, како например овие платформи. И доколку тие дозволат да има содржини кои што се штетни за општеството, што потикнуваат насилство, овозможуваат војни, како што би рекле, тогаш тие се повикуваат на одговорност. Дел од дезинформациите на кои што сме ние изложени се за тоа што е всушност цензура, а што не е. И обидите да се направи конфузија за тоа помеѓу на вистина некоја практика како што е во диктатура, кај што се по волја на одреден центар на моќ се одредува што смее луѓето да дознаат и да мислат. И обратно. Такво едно видео за оно што во моментов се случува во Блискиот Исток, а тоа е цензурата, гасењето на интернетот во Иран или пак да речем ограничувањата кои што ги имаат во моментов оние кои што користат социјални мрежи, зборувам за Емиратите, го ставаат целиот глобален свет во една заблуда на она што го гледаме. Би сакал едно видео од режијата доколку се подготвени да ни го покажат, кој што кружеше на интернет изминативе денови
и многу луѓе поверуваат дека е вистинско. Сега, нели, на почетокот ти се прашавме колку е тешко денеска да се препознае лажна од вистинска слика, но можете ли како експерт да ни кажете кои се трите најважни работи што треба да ги провериме пред да поверуваме дека ова видео кој што го гледаме во моментов е вистинито? Па, генерално, како би препознале дали е нешто информација или која што е проверена или дезинформација? Прво, зависи од изворите. Кој го споделува дадено тврдење или содржина? Дали се работи за некој кој што лажал до тогаш, кој што го или е некој во кој што имаме доверба. Токму затоа ние, например, во Метаморфози сме дел од една меѓународна мрежа за проверка на факти и го имаме основано сервисот за проверка на факти Вистиномер, на кој што се бележат ваквите случаи на дезинформација, така што граѓанинот може во секој момент да види дали нешто слично тековно се шири по интернет или да провери дали во минатото имало нешто слично. Тоа истото пред се би требало да го прават новинарите, кои што нивната улога би била навистина клучна во предупредување на граѓаните дека се шири дадена дезинформација и која што може да ги измами. Дел од овие содржини кои што се направени со вештачка интелигенција имаат некои карактеристики кои што може да се препознаат на прв или втор поглед. Например, ако има луѓе на нив, често има вештачката интелигенција има проблем со прикажување на нивните прсти. Например, има слики кај што луѓето имаат 5-6 прсти повеќе и слично, но сепак тука е многу важно да речеме создавањето на доверба меѓу институциите. Многу е важно и институциите на државата да реагираат на содржини кои што може да ги измамат граѓаните, а се во нивна надлежност. И создавањето на тој систем е всушност единствениот начин да се помогне на сите, кога ќе се појави некоја дезинформација, да реагира. Веднаш да се реагира, да биде подстанета, да нема од тој интернет просто. Да, например, имавме видео кај што некои ракети паѓаат на одредена цел. Ако имаме стручњак кој што се занимава со балистика или со воени прашања, кој што би можел да ни објасни како летаат тие летала, би било јасно дека е практично невозможно да се постигне таков степен на прецизност или да се постигнат некои ефекти кои што се за лаик не толку очигледни. Ке биде навистина многу тешко за оно што ќе ни се случи во аспект на информациите, дезинформациите, откако овие вештачки видеа се генерираат. Јас верувам дека поголемиот дел од публиката на страна новинарите или оние кои што треба да го прават филтерот може да препознаат дали еве во конкретниот случај ова видео беше вистина или невистина. Тоа ќе го оставиме нели пак можеби на традиционалните медиуми кои што во оваа нова информацијска средина ќе треба да станат повторно главниот филтер за проверени информации. За крај би ве прашал само дали иднината на вистината повеќе ќе зависи од технологијата или од критичкото размислување на самата личност, на самиот човек, на луѓето генерално? Па, не може да оставиме одговорноста за проверка на верификација на вистината да биде само на индивидуата. Мора да се развијат општествени механизми. Еден таков општествен механизам е законската рамка, која што би овозможила, например, да се впрегне технологијата која што ја имаат социјалните мрежи, да ги препознава одредени типови дезинформации, да ги предупредува граѓаните дали одредена содржина е точна или неточна, или постои некој ниво на сомнеж. Токму на тоа работат и проверувачите на факти. Тие ги означуваат содржините, им кажуваат на граѓаните. Ова е нашето мислење според новинарски методи. Вие донесете својата одлука. Но многу е важно исто така и индивидуалната градење на... Ние мора да сватиме дека човекот учи додека е жив. Дека она што не го знаеме не е неважно. И доколку го прифатиме тој став, би требало да го пренесеме и на она што го нарекуваме системот, односно институциите. Институциите да учат да се прилагодуваат на овој нов свет и да им помагаат на граѓаните да го решат овој проблем со дезинформација.
Дезинформациите се се поголем предизвик за современото општество, од социјалните мрежи па се до глобалните конфликти. Затоа и она што го споменавте, предупредувате дека покрај технологијата треба да биде клучна и медиумската писменост и способноста на граѓаните на некој начин да ги оценуваат информациите што ги добиваат. Ви благодарам многу што утринава одвоивте време и во овие 15 минути барем малку од малку успеавме да објасниме што конкретно се случува со информациите и со дезинформациите кои што генерално се јавуваат во интернет просторот, можам да заклучиме дека на крајот. Така. Благодарам и вам. И на располагање сме и на медиумите и на граѓаните да ги споделиме нашите сознания понатака.